Добро вечер, почитувани гледачи, во уште едно издание на дебатата на телевизија Нова или како повеќе сакате отворено студио, во кој ќе говориме за проблемите во Македонија, но пред се во проблемите во светот. Македонија има своји внатрешно политички проблеми за кои веројатно со право мисли дека се најголеми на светот, но и светот не малку има своји проблеми, почнувајќи од Русија до Америка, неизвестности постојат и во Европа. Могерини најавува дека и Европската унија треба да има реформи. Путин ветува дека Русија може да помогне во деглобализација на безбедносниот систем во светот. Во Америка изборите носат многу неизвестности. Еве, на овие теми ќе говорам вечера со моите гости. Иванка Додовска, универзитетски професор. Добро вечер, професорке. Одамна ве нема во ТВ Нова. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Имате ангажмани надвор од Македонија? Па, јас сум често на релација Македонија странство. Мојата примарна работа е како академски работник во Република Македонија, представник на помладата фела на академски работници, да го одржуваме темпото на научно-истражувачка работа и што повеќе да презентираме во научните и стручните форуми надвор од државата, како би можеле нештата да бидат појасни, се разбира, од научен аспект. Така, добро, Сем Ватнин, исто така наш познат гостин во ТВ Нова. До сега Сем на неколку различни теми гостуваше тука. Еднаш беше бегалската криза, па малку глобална економија, сега глобална политика. You're still making the mistake of inviting me. Така. Понатаму продолжувате да грешите и ме каните. Така. Инаку главен кореспондент на New York Daily Sun. Thank you for inviting. Ви благодарам за поканата. Професорки, ќе почнам со вас. Генерално ги најавив темите за кои што ќе говориме. Денеска е денот на Европската унија или денот на победата над фашизмот, кој како сака да гледа, но тоа во основа треба да е исто, не ви? Па да и не, истовремено. Зошто да, зошто не? Да, затоа што во Втората светска војна, за која што јас честопати со моите студенти коментираме дека тоа беше всушност продолжение на Првата светска војна, која што избувна во 1914 година. Светот покажа до каде може да се пробијат границите и до каде може човечката негативна енергија и злоба да доведе до тотално разорување, кое што на крајот на завршетокот од војната се покажа дека голем број од тие последици беа ненадоместливи. И од таа причина се разбира дека ова е прецедент за победа против фашизмот, бидејќи доколку фашизмот победаше, сега ќе живеевме во еден многу поразличен свет. Многумина од нас овде веројатно нема да бидат присутни, бидејќи нема да постојат, ќе немаше да биде дозволено истото. Како и целиот свет ќе беше во сосема поинаква насока отиден. И оттаму ова е многу За малку значаен ќе ден. погледне во Сем. Да, но и но веројатно и за нас ќе се однесуваше словенските групи исто, да. Па ми и текна ромите дека и така натаму. Тоа беше една фашизоидна идеологија која што воопшто не беше за подценување и до ден денеска не е за подценување, бидејќи Западна Европа успеа да најде канал како да ја заштити или да ја сочува или да направи една нова форма од истата, која што секако западноевропските држави вешто ја кријат, но како што се отвори нели светот преку глобализацијата, преку интернетот, се повеќе ни станува на сите јасно дека во суштина тие клетки не се мртви и треба да се биде буден и постојано да се повторува истото, како и новите генерации да можат да научат и да бидат свесни. Но сепак не се мејнстрим политички опции кои што во Европа доминират, иако имаат пројави. Имаат пројави, присутни се и во Европскиот парламент, присутни се и во внатрешните политики на земјите членки на Европската унија. И тоа го гледаме преку нивното гетоизирање, она што го нема на CNN и на Euronews. А сме го доживеале сите кои што сме патувале во Брисел, можеме и во другите да, центри. И добро и лошо. Не затоа што истата, значи, концепција за победа над фашизмот беше исто така покриена преку значи промовирањето на концептот за обединета Европа, што во суштина значеше обединување на Централна и Западна Европа, значи заштита на нивните интереси, еден мал и добро организиран, можеби или подобро кажано, една подобрена верзија на она што беше Виенски конгрес 815 и Света алијанса, каде ќе се заштитат западноевропските интереси преку економска соработка и дипломатска соработка, која што еве денеска не доведе до тоа да видиме дека иако тие обиди веројатно нема да успеат, но сепак интенцијата е да се оди нели кон еден создавање на еден европски идентитет, кој што беше
беше креиран преку креирање на едно заедничко знаме, преку една европска валута заедничка, преку заедничка химна и така натаму и така натаму. Господине Вакнин, како што кажа професорката, Централна и Западна Европа беше целта да се обедини, но победата над фашизмот ја извојува заедно сојузниците со Русија. Тие сепак остана поделени. Русија не стана дел од Европа и ден денеска. Не знам дали сака да биде или дали Европа не сака таа да биде, но денот на победата го одбележуваат заедно, но одвоено. Иако во неколку наврати Путин се обиде да ги покани сите европски лидери во Москва да им покажа дека тој фактички, односно Русија, беше главниот победник над фашизмот. Како е вашиот коментар за тоа? Има ли шанси овие две сили кои што го победија фашизмот да ги допрат демократските принципи или ќе останат вечно поделени како два колосеки на пруга? Првата и Втората светска војна представува директно продолжување на комунизмот. За време на овој период повеќето од земјите од Европа, вклучувајќи многу мали земји како и Португалија и Шпанија, Обединетото кралство воспоставија свои структури и сили кои што се надвор од Европа, во Азија, во Африка. Сите воспоставија, создаа свои свои структури надвор од европското тло. Единствено во ова не успеа Германија. Германија не е империја затоа што не создаде империја затоа што многу подоцна се создаде. Кон крајот на почетокот на 80-тите се создаде и воспостави свои политички структури од различна големина кои што се обединија и кога се обединија открија дека сите си имаат воспоставено своја економија освен Германија. Значи Германија мораше да воспостави свои структури надвор од Европа. Тие воспоставија своите структури во Европа. Ако не можеле да воспостават во рамките на надвор од Европа, тие решија да ги воспостават. Ако не ја освоиле Јужна Африка, тогаш ќе ја освојат Јужна Русија. Тие дури уште во тој период размислувале во некоја лоша насока. Ориентацијата во Германија пред се беше да се да освои некој свој простор за живење и потоа да функционира во истиот. Например, Украина, ситуацијата со Украина, втората ориентација кон Баку и Расија. Значи, источната Европа беше, специфично Германија, имаше природна предиспозиција и смета дека имаат право да ги присвојат овие територии, односно да создадат свој империја низ целиот свет. И така, со започнувањето на Првата светска војна постоеше план кој што требаше да стапи на сила да ја освои источна Европа и во рамките на Европа да ги завземе позициите и покрај политичката независност. Да, на Германија. Источна Германија, кај се навратиме на оваа тема кога ќе поспоруваме. Значи, тоа беше војната и потоа изјавија дека продолжуваат понатаму со ситуацијата. Сега Германија не беше првата која што ја воспостави европската империја. Прва беше всушност Русија. Русија се прошири од Киев како средиште, се прошири да завземе големи делови дури и од Азија. Значи Русија беше природната империја, а Германија всушност ја имитираше Русија во овој процес. Размислувале како да добиеме наша империја, да видиме како работи Русија, се прошири кон Европа, се прошири кон Азија, ние ќе го направиме истото. Но Русија беше империја. Значи, постоеше овој модел на постојано проширување, на комунистичко проширување, кој што го воспостави Русија, и вториот модел кој што се ширеше кон Шпанија. Германија за да дојде на власт во рамките на овие постоечки империи
на тлото, сметаше дека треба да мора да постои, да создаде територијални претензии, да се приклучи кон Европа и европските колонии. Значи, токму во периодот околу 1913 и 15-та, не смее да се заборави дека Русија на 1 септември ја нападна Полска директно од две страни ја подели. Тоа не смее да се заборави дека постоеше договор помеѓу овие две структури кои што постоја. Само кога Хитлер не успеа во своите обиди да воспостави некаков договор со Западот, тогаш дури одлучи да се сврти кон Русија, сметаше дека е доволно силен за да може да реагира. Европската унија е директно продолжување на германските аспирации за завземање на внатрешното тло на Европа. Иако станува збор за различна идеологија, демократски процеси и така натаму, станува збор за процес на завземање, мировен процес без оружје. Но сепак се уште станува збор за германските, Европската унија во основа е иста со германските аспирации. Доколку се разгледаат извештаите и се прочитаат, ќе видиме дека може да ќе ги видиме истите структури на идеи за обединување, не само за обединување, туку и за економско завземање на териториите, воспоставување на истите валути, токму од тој период. Значи Германија сметаше дека е многу подобро да ги протежира своите геополитички идеи на економско ниво, но без оружје. Да видиме што се случи по Втората светска војна. Победниците, освен Соединетите американски држави, Франција, Велика Британија, беа во мега рецесија со илјадници евра, но губитниците стана супер мокни држави после Втората светска војна, затоа што тие продолжија постојано со истата една идеја за вземање на слободни простори. Кога зборуваме подоцна за ова, но сметам дека Европската унија е директен потомок од Германија. Јас се согласувам со господинот Вакнен, навистина значи хронологијата на настанете е таа и фактички во базисот на креирањето на Европската унија е всушност економското обединување и доминирање на Германија и на германската надворешна стратегија помеѓу своите соседи, но и бион, значи надворот од овој европски дискурс. Она што особено е интересно за анализа кога се прави нели онаа паралела, како што рековте и вие, помеѓу Европска унија и претходна Европска заедница, Русија и секако нели од веќе официјално од при крајот на Втората светска војна Америка како број 1 практично полицаец во светот. Постојат оние стари идеолошки тенденции кои што се влечат уште од претходните векови, кои што го имаат своето значи влијание и до денешен ден, а тие веќе се чувствуваат како поминува времето, се покажуваат дека веднаш чим падне малку еуфоријата, малку кога ќе се потспуштат страстите, веднаш на виделина излегуваат или на површина се изнедруваат старите дилеми кои што секогаш го оптеретувале европскиот континент. Во суштина, кога зборуваме за глобалната светска политика, ние мораме да имаме во предвид дека во суштина светската политика до Версај 1919 година значеше европска политика, европско тло. Америка беше обременета со Монровата доктрина на почеток на 19 век. Тие мораа да донесат, американскиот председател Монро знаеше што ќе се случува во Америка. Тие имаа големи внатрешни проблеми во Унијата и мораа да расчистат, а не им требаше од задгрб преку океанот да им доаѓаат британски или француски бродови да им се мешаат во нивната внатрешна политика. И знаејќи дека доаѓа граѓанската војна, тие беа ограничени со двострано. Од една страна не можеа да влегуваат на европско тло, од друга страна ниту европејците може да им се мешаат внатре. Но тоа време помина, до крајот на 19 век Америка ги имаше расчистено тие детски болести и почна будно да наблюдува што се случува во нејзината прататковина. Тоест, нејзините жители почнаа повторно да внимаваат и да следат што се случува таму.
Исто така, значи, во текот на војните действија, во текот на одржувањето на Првата светска војна, американците покажаа дека исто така многу тешко, значи, можат да го пробијат ледот, и ним им требаше речиси едно пола век за да можат да го променат стариот начин на функционирање во нов, или некако на некој начин да и возвратат на Европа со своето делување или со својот либералистички дух. И оттаму кога Вилсон практично ја воведе Америка во Првата светска војна, тој иако ја креираше, значи, целата поствоена ситуација, иако беше духовен татко и на Лига на народи и на се што требаше да се случува понатаму, активно не можеше да партиципира, бидејќи во Америка го чекаше затворска казна. Значи, противуставно ја воведе Америка во војна. Во тој меѓувоен период, значи, исто така, значи, тоа се клетките всушност за Втората светска војна, затоа и правиме мала ретроспектива. Русија, која што врз основа на надворешно увезената криза која што дојде од Швајцарија со Тимбервалското движење предводено од Ленин, кога направија болшевичка револуција, кога го уништија царското семејство и го сменија политичкиот систем во Русија, практично тие ја предадоа, како што каже господинот Вакнин, тие повторно ги предадоа силите на Антантата, бидејќи бара и прифатија услови со Германија и со Австрија, кои што беа практично на огромна штета и на Русија, но и на огромна штета на силите на Антантата. Срекната околност беше што Америка на 1 април 1917 ја пополни таа празнина, инаку тогаш Германија тепаше на сите фронтови, силите на Антантата беа во голема дефанзива. Версајскиот систем се обиде, но не до крај, да ги разреши овие прашања и да ги спречи. А истите не може да бидат спречени, бидејќи западноевропскиот концепт на размислување одеше во насоката дека е најдобро што посилна пресија, што поголема казна кој се наметне на Германија, дури тие, знаете, ја преструктураа внатрешно, тоа го направија и за по Првата светска војна и по Втората светска војна. Но по Првата светска војна тоа беше шокантно за самиот германски народ, кој што, како што и вие кажавте, се чувствуваше нормално дека тоа, нели, Лебенсраум од животниот простор, тоа се што му припаѓа треба да биде назад, тие се осеќаа како изневерени едноставно и оттаму тука се зголеми тензијата на која што во секој случај ниедна идеологија не може да успее да се продлабочи или да се развие доколку не постои економскиот фактор, а одличен економски да кажам двигател на развојот на настаните кои што молњевито ќе следуваат во 30-тите години од 20-тиот век е секако е големата економска криза или црниот петок 13 на американската, на њујоршката берза, што се рефлектираше и на европско тло. Русија во овој поглед беше многу статична. Зашто по значи промената на власта, по починувањето на Ленин, доаѓањето на Сталин на власт на Советска Русија, Сталин се интересираше за прашањата на внатрешното преструктурирање на Советска Русија. Иако тоа честопати сум го напишала и сум го кажала, тој беше во вистинска смисла на зборот советски диктатор и далеко од некакви човекови права или почитување на некакви слободи или тоа не доаѓа во предвид, но е заслужен и има позитивна улога во однос на тоа дека од аграрна земја, од примитивна земја ја индустриализираше Советска Русија и ја подигна на повисоко ниво и тоа сето влијаеше и на за добро и зло многу се меша. Цената кога е многу превисока, човек стално се прашува дали вредело тие позитивности кои што говорите да се случат. Тоа што од аграрна земја може би стана индустријска, но остануваат дилемите колку тоа граѓаните на Русија го доживеа како позитивно и колку на меѓународната сцена Русија се наметна како компетитивна сила во однос на западните земји. Знаете што, еве јас ќе ви кажам едно мое размислување, не мора да биде да се согласите со мене. Ама кога ја анализираме Русија во 20 век, мора да се вратиме малку поназад. Тоест мора да се вратиме во моментот кога беше потпишан Кјучук енерџискиот мировен договор во 1774 година. Тука е генезата на историја. Значи не само не го кажам ова од аспект да зборуваме историски факти, туку само во интереси на нашите гледачи, а и во интерес на дебатата би сакала да го посочам оваа одредница, бидејќи истата се поклопува со моментот кога великоцарската дипломатска лабораторија на руската царица Катерина Велика ги создаваше плановите за пост-отоманско уредување на југоисточна Европа.
стратешки Русија се имплодираше и нејзин геостратешки простор на кој што имплодираше беше Југоисточна Европа. Нејзиниот противник во Југоисточна Европа беше Отоманската империја. Во времето кога беше јасно дека империјата повеќе нема да се шири и во времето кога беше јасно дека внатрешните антагонизми полека ќе почнуваат да изникнуваат бидејќи се создаваше времето, значи зрееше времето за истото, Русија ги планираше големите, значи ги направи големите пробни планови или големите да речам перспективи за следно, значи за уредувањето на Југоисточна Европа преку голема Грција, план А, голема Бугарија, план Б или голема Србија, план В. Сега, тука е генезата, ќе зборуваме повеќе за тоа. Ќе зборуваме за ова, но не би сакал да заглавиме навистина во историјата, иако имам прашање за Сем, бидејќи он ја почне историски ова предавање околу историјата, идеме прво малку со реклами, да земеме здив историски, па се враќаме на сегашноста. Контра. Ова што веќе го споменал, дали треба да се вратам на 13-тата, дали зборуваме за историски активности и потоа да стигнеме до процесот на неандерталци, периодот кога тие живееле, кои се особено значајни. Навистина уживам во овој разговор. Путин ова го направи и тоа го направи различни коментари. Ќе се договориме за време на реклами, што ќе разговараме. Одиме со реклами, а ние можеме да продолжиме да разговараме. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојде Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Мој име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Сите се сеќаваме на својот прв дом, на моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Енергија за здраво тело, за убаво тело, за љубов. Еве повторно во студиото на телевизија Нова, разговараме со Иванка Додовска и Сен Вакнин. Требаше да зборуваме за
новите геостратешки подели на светот, да влеговме во историјата, претпоставувам дека со право моите важни гости се осврна на историјата, бидејќи некогаш се почнало таму, но сем не дека не би сакал да заглавим во историја затоа што не ја познавам историјата и голем дел од гледачите, има логика дека нешто се случувало. Колку таа историја на државите, за кои што многуми аналитичари велат дека многу малку кај големите земји се менува таргетот, стратешките цели за доминација во светот и дека во одредени периоди одредени лидери се обидуваат да го обноват просторот на кој што една од овие империи за кои што обајцата говорите сакаат да ги вратат. Дали овие големи сили, Америка, Русија и Европа, ги земам дека се уште се ослонуваат на старите империалистички држави кои што сакаат да ги владеат, дали се уште конфликтот кој што постои геостратешки меѓу нив доминира, или се работи за некоја нова поделба која сега, после двете светски војни, овие три големи сили сакаат да ги воспостават како баланс или рамнотежа, или како дисбаланс, бидејќи нешто во една од овие страни е изгубено, веројатно. This question requires 2.5 hour lecture. Е 2,5 часовно предавање. Прво би сакала да се осврнам на Велика Британија како велика сила. Не знам зошто не ја споменавте Русија, Соединетите Американски, но и Кина. Но Велика Британија веќе не е релевантна на геополитичко ниво. Беше, но не е повеќе. Русија секогаш имаше грандиозни фантазии за создавање на империја. Секогаш низ историјата која погледнеме, овие големи фантазии се далеко од реалноста и воспоставување на сила и мок надвор и во рамките на Европската Унија. Ако ја погледнеме историјата, зборувавме за неа, но ако погледнеме во сегашноста, Русија е економски гледано многу мала земја. Економијата на Русија е 6,5 пати помалка од економијата на градот Бостон во Соединетите Американски. Значи 6,5 пати од буџетот на Бостон. Русија околу 70% е врзана со Италија. Италија има многу поголема економија. Соединетите Велика Британија исто така има поголема економија. Зошто? Затоа што не може да се создаде без пари, не може да се создаде голема армија, не може да се проектираат едни планови, не може да се следат плановите на вашите клиенти, зборуваат посебно со колапсот на цената на нафтата. Русија не е во можност да ја поддржува, да понуди поддршка на својата армија. Ка ви кажам од прилика пример, со цела оваа приказна околу Русија и Сирија, Соединетите Американски држави во овој регион имаат 35.000 војници и околу 40.000 вооружени структури. И покрај приказната, големите приказни за Русија во медиумите, таа има само 47 авиони во споредба со 35.000. Значи Русија не е во можност да делува како глобален партнер. Тие би сакале, гледајќи историски, имаат грандиозни идеи и фантазии, се однесуваат како да се супермок, но во реалност не се во можност да го реализираат. Што е во моментов ситуацијата? Значи, најблиските соседните граници, кои што се земјите соседни, балтичките земји, значи овие земји околу Русија, Русија ги прогласи како своји зони на интерес и нема да дозволи слободно да действуваат западноевропските држави во овие. Тие би ги попречиле по дипломатски пат или воен пат. Пред неколку години Европската Унија агресивно и без никаква причина воспостави партнерство, источно партнерство со овие земји, во кои ги вклучи Украина, Молдавија, Грузија и останатите земји. Зашто?
Зошто Европската унија го направи ова, ако не да ја провоцира Русија? Зошто би ја завземале Украина? Зошто не ја нападнале, например, директно Русија? Всушност не Америка, туку е влијанието на Полска и на Шведска, антируското влијание на Полска и Шведска. И Шведска затоа што традиционално има спротиставени воени интереси со Русија. Значи, тоа е целосна антируска агресија, позиција на антируска агресија која што целосно е непотребна. И токму ова го создаде украинското сценарио. Значи, реакцијата на Русија во Украина и завземањето на Кримскиот регион е всушност директна реакција на источното партнерство, кое што всушност беше сватено како агресивен пристап. И соодветно на тоа имаше разумна реакција и одбрана. Пред неколку години сите земји околу Русија. Зошто? Што е потребата за сето ова, освен да се провоцира Русија, да се изолира, освен да се посрами, да се намали можноста економска, не постои друг начин кој што би можело да се оправда ова активност. Зошто западноевропските држави го прават ова? Вела дека тоа е влијание на Буш и дека тоа е негов интерес, но Обама продолжи, дури ја влоши целата ситуација. Значи, американска иницијатива и американска насока на действување. Русија е многу блиска до Кина и станува клучен партнер, клучен, активен играч во овој регион. Значи, за да може да се воспостави балансот во Азија, каде што Соединетите американски држави сега имаат поголем интерес. Значи, целта е да се искористи Европа, да се уништи Русија, за да не може да се потикне Кина. Затоа што не може едноставно. Тоа е идејата. Но потикна негативни реакциите во Крим, во Украина, Сирија, воени активности во Балтичкиот регион, во Шведска и неодамна имавме скоро и напад. Тоа ја направи во меѓународната јавност, особено можеби повеќе во лаичката јавност што не ги познава детално игрите на големите сили, Русија да почне да представува велесила, токму тоа што Путин можеби го сака да го прикаже од својата земја. Значи, под провокација на една можеби ступидна идеја или не знаеме, тие остварија целта на Русија да биде суперсила. Така? Путин не е личност која што би нападнала. Неговата реакција е повеќе одбрана. Значи, нема да нападне, туку кај ја одбрани својата територија. Да, е играч во Азија и во Блискиот Исток. Не е голем играч во Европа воопшто, но има различен пристап за тоа што ја брани територијата. САД секогаш има улога на пацифисти со одредени исклучоци, еден или два, секогаш има пацифички интереси, а Русија сега станува пацифичка сила. Во изминатите години, ако во Аламада испратија своји трупи да ја освојат Јапонија, територијата на Јапонија. Секогаш пацифичкиот регион беше интерес на Америка. Сега одеднаш на Русија е многу побитна Кина за геополитичката состојба, на Иран е многу позначаен. Знаете дека Нетањаху ја посети, веќе 2 пати ова година ја посети Русија, и никој ништо не слуша. Значи, дали ова посета во 2 наврата значи нешто? Обама дали ја посети Русија? Станува една клучна оска за Пацифичкиот регион, што е проблем за Соединетите американски држави. Кои што воопшто не се грижат за Европа, освен за Пацифичкиот регион. Потегнат за уши од Обама и тоа не му се допадна. И затоа мислам дека малку и стратешки сака да го нервира со тој потек, но го прави. Во ред, но веќе ја посети. Да му донесе лекција. Оно што е за нас важно, или може да биде важно, освен влијанието во Азија или Пацификот, каде што се пресекуваат големите интереси на двете големи суперсили, е навлегувањето во Европа и особено на Балканот, каде што живееме ние со останатите држави од распаѓањето на Југославија
и се разбира тука се повеќе се наметнува Турција како потенцијална сила која сака да ги врати интересите на Балканот. Овие теми често се анализираат во јавноста, па не е наодмет уште еднаш да анализираме. Кој сака да доминира со Балканот? Дали се уште е важен Балканот како што мислиме или е далеко од таква важност за која што сме изучувале во училиштата, дека Македонија и Југославија е центарот на светот, дека тука пресекуваат трансверзалите, дека Русија и Америка ќе предизвикаат нова светска војна само заради Балканот. Ај, вака ќе почнам од крајот. Според мене и според она што јас го имам проучено досега во мојот живот и што го знам, центарот на светот е Украина. Значи, таму е малку, значи, тежиштата е малку подалеку од нас. Причините се многу сложни, ќе морате да направите посебна емисија за тоа, со задоволство ќе партиципираме. Она што е битно да се знае, дека Балканот е од секогаш и во текот на 20 век, малку и предходно, но и до ден денеска, стратешки пробен терен за западноевропските случувања. Се што ќе се случува на запад, прво се тестира на Балканот. Неминовна историјата да се спомене. Значи, ако погледнеме само како се формираа националните држави во Југоисточна Европа во текот на 19 и почетокот на 20 век. Сите се креирани на големата зелена билијардска маса, каде што големите сили ги цртаа картите и така се договараа кој ќе добие независност, кој ќе добие автономија и така натаму, кој нема да добие ништо, како Македонија. Оттаму и до ден денеска, како што веќе реков, и во иднина Балканот ќе биде стратешки терен каде што ќе се, или тампон зона, каде што ќе се испробуваат ќе се прават голем број на експерименти кои што потоа западноевропските сили, секако и Америка, ќе ги гледаат, ќе си прават одредени опити врз база на кои што ќе донесуваат одредени заклучоци за некои други случаи кои што нив директно ќе ги засегаат во иднина. Тоа е чисто. Се разбира дека по распадот на Советскиот блок, по падот на железната завеса 1989 официјално со рушењето на Берлинскиот зид, цела Југоисточна Европа влезе во една комплетна трансформација. Но оваа трансформација не се однесуваше само на државните уредувања, туку и на менталниот склоп кој што сега нагло требаше од тие што беа противници да станат сојузници. И оваа трка, оваа агилност која што повеќе од 25 години се случува да се насочиме, нели сите зборуваме, приоритетно прашање во државата е, како и секаде во регионот, ЕУ и НАТО интеграција. Тоа е битно и клучно прашање. Јас се сеќавам во 2008 година кога бев во посета на НАТО алијансата во Брисел, на една сесија каде што бевме практично неколку души од Балканот одбрани да се сретнеме со еден француски генерал, на прашањето на хрватите кои што беа изрично против влегување на Хрватска во НАТО алијанса, тоа беа млади интелектуалци, потенцијални идни лидери и така натаму, францускиот генерал им одговори многу суво. Им кажа следното: доколку не влезете внатре, вие ќе бидете нападнати од сите страни од надвор. Ама зошто, вика, ние со никого не се чепкаме? Беше одговорот. Нема разговор. Значи, геостратешкиот терен, секоја држава оделно се разбира дека си имаат големи интереси, тоа нема да застане. Се разбира, веќе многу долго време доминантна сила која што практично преќутно и американците, тоа е стратешка грешка која што сега полека администрацијата на Обама, но и голем број на научници и академици во Америка го признаваат дека направи стратешка грешка што на Турција дозволија повторно да ги обнови своите стари поседи на поранешното отоманско наследство. И најдобро, јас не сум економист, но не можете да објасните ни еден историски процес како и ни една сегашна ситуација ако не се послужите со економскиот фактор. Сигурно е тоа дека најдобро тоа, значи највидливо е појавата и присуството на стратешките инвестиции кои што турците ги направија низ целиот регион. Со тоа обележаа практично своја територија и свое значење. Пред некој ден во Бања Лука беше обновена џамијата, таму беше турскиот. Да. Во оставка, душа. Добро, во оставка, но дојде, направи чест и тоа. Со тоа дава самото негово присуство, добро ја покажува позадината на овие дипломатски потези. Ова ќе се менува
тоа што можам како прогноза да го дадам. Оваа ситуација во наредниот период ќе биде на штета, ако до сега ги доживувавме турците како пријатели, нели, имавме помирување со она историско минато и така натаму, дори нели и правевме ревизии во нашите национални учебници да ги трнеме тие некои поостри зборови кои што беа користени во поранешната југословенска историографија. Сега повторно ќе се менува тој курс под влијание, се разбира, на Америка, бидејќи и Америка ги дига рацете од Ердоган и од Турција, и се разбира особено значено прашањето за создавањето на курдската држава, која што Америка сака да го спроведе во дело, има поддршка од Израел во регионот. Потребна е, значи курдската држава му треба на Израел, кој што е обколена од сите страни со муслимански земји и посебно со вахабизам и салафизам, кој што е крајно опасен и ретрограден. Значи, за националните интереси на Израел, секако и Америка како покровител и на Израел и на курдското движење, овој пат мислам дека нема да направат грешка и нема да ги остават курдите сами, што говори за тоа дека кога тогаш, дали на локално, дали на глобално ниво ќе се случи тој голем судир, каде што Турција најверојатно ќе изгуби таа битка. Со кого? Па со Америка и со Сдружените сили на Америка. Ќе влезе во таков ризик? Па тоа е еден од прогнозите, се чувствува. Дури има прогнози, ако видите се различните школи различно ви толкуваат. Во моментот светските геополитичари, аналитичари дури им поставуваат и датума, тоа е 2018 година. Иако се НАТО членки, иако членка на НАТО, тоа нема врска, мислите за... Релевантното мислење на американската надворешна политика во моментов е дека во суштина, ако денеска Турција бара пристапно членство за НАТО, дека нема да биде примена. Значи не ги исполнува условите да биде членка на НАТО. И често пати кога разговараме со нив на меѓународните форуми и кога им ги предучуваме нашите размислувања, нели, аголот како Македонија, како мала држава која што е пријател со Турција, ни кажуваат дека таа приказна колку побрзо ја заборавиме, толку подобро, бидејќи во наредниот период Турција најверојатно, јас мислам дека и доколку победи Хилари Клинтон, дека тоа малку побрзо ќе се одвива. Моите прогнози се тие, а во суштина одат во прилог на тоа дека Турција можеби ќе го изгуби членството во НАТО алијансата. Сем, неколку прашања до тебе. Прво, го спомнавме Израел. Ти не си официјален представник на Израел, се разбира, но веројатно треба да ги знаеш односите Израел со соседните земји и Турција. Дали од прилика можеш да го коментираш ова што Додовска го вели? И кога веќе ја спомнавме Америка и Клинтон, треба да споменеме и републиканскиот кандидат. Еднашка рековте дека доколку Трамп победи, Македонија ќе има проблеми, па овие 2-3 прашања би ги ставил на купче. Дали може некој да ги поврзете, да ги искоментираме? Турција, Америка и во тој контекст Македонија, бидејќи ја споменавме на начин на кој што Македонија покажуваше добри релации со Турција и сега ќе треба, ако е така, да ги напушти. Но за тоа прашање е малку подоцна околу тоа колку македонската дипломатија и политика ќе го прави. So what's the question? На овие неколку прашања можеш да одбереш што сакаш. Што сакате, да. Okay, I'll talk about Trump. Зборувам за Трамп, тоа е најлесно во моментов. Но не само за Трамп, и Хилари, и Турција, и Израел. Не сметам дека Турција има значајна улога во оваа констелација, ниту надворешното влијание. САД има ексклузивно влијание врз економската ситуација на средната класа во Америка, која што расте. Голем дел од американците од оние сиромашните, значи постои група на многу мала група на луѓе околу кои што го контролираат поголемиот број од економските активности во Соединетите Американски држави. Тоа се прашањата кои што ги мотивираат практично луѓето. Ако се дистанцираме од миграциите кои што стануваат, не станува збор за Средниот Исток, Турција, станува збор
за муслиманите кои што доаѓаат од Средниот исток. Значи тоа е една многу аутистично во рамките на ова постоечката структура која што е во период на избори и Министерството на внатрешни работи воопшто дури од време на време се споменува има пасивна улога. Меѓу републиканците и демократите од аспект на надворешниот свет, од аспект на Македонија. Секојаш сме сметале, барем ја лаички, дека генерално било републиканците во негативна конотација предизвикуваат големи војни, големи тектонски пореметувања во светот, додека демократите прават поголем број помали кризни жаришта и така одржуваат баланс во светот, и дека за Македонија се поштетни демократите затоа што регионот е помал релативно и Европа не може да влезе генерално во некоја голема војна. Ова што вие го велите за Трамп. Токму тоа е прашањето. Трамп не е републиканец, значи токму ради тоа републиканската партија има друга поддршка. Значи не класичен републиканец. Во рамките на целиот живот тој бил повеќе демократ, имал демократски позиции отколку републикански. Но смета дека во рамките на републиканската партија може да добие голема поддршка за економската безбедност, миграциите, тие се повеќе радикални екстремисти отколку демократите. И доколку сакате да ги спомениме ситуациите со нестабилните луѓе, ако може така да ги наречам, тие се овде. Тој не е републиканец во однос на своите убедувања и активности. Врските за изборите практично се демократските партии, демократската партија која што е представува Клинтон, која што со години се активни, и Трамп од друга страна, не републиканската партија. Токму Трамп наспроти демократите, демократската партија. Тој ги нападна демократската партија и лидерите, посебно нивниот говорник кој што е број 1. Трамп би бил многу лош за земјите како што е Македонија, конкретно посебно за Македонија. За да го разберете ова, треба да ги разгледате неговите ставови конкретно кои што се однесуваат на нестабилноста. Тој е малку ментално проблематичен и честопати ги менува своите позиции, ставови, расположение буквално во рамките на еден ден. Значи, постојат неколку основни нишки кои што се провлекуваат. Ке ги споменам трите. Една од нив е изолацијата. Трамп е личност која што изолира. Тоа е многу стара традиција во Соединетите Американски држави. Од самиот почеток, значи, сад се изолационисти. Прво би го споменал Вилсон, кој што ги грабна сад во рамките, ги насочи кон војна. Исто и Рузвелт го направи. Киднапираше практично Америка. И сметам доколку тоа не го направи, Америка немаше да биде сила. Значи во рамките на својата историја американците се структура држава која што изолира, иста е ситуацијата со Трамп. Конкретно ако зборуваме за структурата на НАТО, иако Трамп не разбира дека главниот интерес на Америка е Пацифичкиот регион, Јапонија која што сега станува пријател со Русија, јапонскиот премиер кој што ја посетува практично. Наспроти ова, и покрај ова, го повика јапонскиот премиер да не се сретне со нив. Значи, Јапонија е поблиска до Кина и станува поблиска и до Русија. Иако ова е интересот, НАТО сепак ќе биде задоволен доколку Трамп дојде на власт. Доколку НАТО заслаби и стане неефективен во целиот овој процес, тогаш ќе биде корисно. Македонија сака да стане член на НАТО не заради погодностите кои што ги нуди, туку затоа што ќе биде во можност да ја зајакне својата стабилност внатре во државата. НАТО е гарант за суверенитетот и обстојувањето на Македонија, дека Македонија нема да биде федералистична држава или кантон. Македонија ќе продолжи да функционира како држава. НАТО е гарант.
доколку слабиот НАТО не биде во можност да ја гарантира оваа ситуација, тогаш нема ни да може да ја прифати Македонија како член. Што вели НАТО? НАТО вели, кај размислувам, што вели Трамп? Трамп вели, кај размислувам да ги повлечам војниците од војните жаришта, да ги запрам активностите на НАТО, односно, кај го затвори НАТО, кај ги ослаби позициите на НАТО и кај биде затворен. Значи, ова е многу лошо за Македонија. Второ, трговија. Втората идеологија на Трамп е трговијата. Тоест, Трамп вели дека е протекционист, односно ќе намали меѓународната трговија со разновидните партнери, трговски партнери на Соединетите Американски држави. Ова е многу лошо за Европската унија, катастрофално. Европската унија е број 1 партнер во однос на трговијата на САД. Соодветно на тој САД е број 1 трговски партнер на Европа, доколку Трамп навистина спроведи преговори со Европската унија и ова се случи, тогаш ова ќе биде катастрофално за Европската унија. Исто така, Европската унија е најголемиот партнер за извоз на Македонија. Доколку Европа стане слаба, по иста насока и Македонија ќе ослабне. Она што го гарантира Трамп е дека нема да продолжи во оваа насока да ги спроведе активностите за трговијата. Третата активност е Русија. На Трамп многу му се допаѓа Русија, односно Путин. И ви смета дека Русија треба да биде природен пријател на САД и да се здружат, да станат пријатели и да го освојат светот. Ова е лошо за Македонија, зошто? Затоа што Русија, секогаш кога Македонија сака да добие нешто од Русија, во тој период Македонија станува пријател земја со Русија и игра во средината, во тампон зоната помеѓу двете страни. Игра со Русија и им вели, доколку не ми го дадете тоа што го сакаме, ние ќе станеме пријател со Русија. И сега, доколку станат пријатели, тогаш ќе се изгуби улогата на Македонија во овој процес. Значи, политиките на Трамп се сериозен проблем за Македонија. Јас предлагам тука да погледнеме изјавата на Путин, дадена денеска за време на парадата во Москва, иако е кратка, но сепак да проследиме како тој го замислува новиот свет и што има тој да понуди на овој план за кој што вечера говориме во оваа емисија. Во Москва се одржи традиционална парада на Црвениот плоштад, каде учествуваа 71 воен авион и хеликоптер за секоја година од завршувањето на Втората светска војна. Со ова Русија ја одбележа 71-та годишнина од победата над нацистичка Германија, но и ја покажа воената сила со која располага. Црвениот плоштад беше исполнет со воени возила, додека авиони го надлетуваа небото над Москва. Во парадата учествуваа околу 10.000 војници и 130 борбени возила од советската ера до најмодерна опрема, вклучувајќи ги и балистичките ракети Јарс. А годинава на парадата за прв пат маршираат и жените војници. Драги ветерани, драги војници, генерали и адмирали, денес го прославуваме денот на победата. Ова е денот кога славиме, се сеќаваме и оддаваме почит. Ова е семеен ден кој ги зближува сите луѓе во Русија. Сплотени сме од чувствата кои ги имаме кон нашите татковци и дедовци. Како што знаеме, денешната цивилизација се соочува со тероризам. Мораме да го победиме тоа зло. Затоа Русија е подготвена да ги здружи силите со другите нации. Спремни сме да работиме да изградиме вонблоковски систем на меѓународна безбедност. Нашите трупи покажа дека се достојни наследници на хероите од големата татковинска војна. Честитајќи им ја 71 годишнината од победата над фашизмот, рускиот председател Владимир Путин предупреди на пораст на тероризмот. Традиционално Црвениот плоштад е украсен со црвени знамиња и ленти од Свети Ѓорги, заштитникот на Русија. На 9 мај воени паради се одржуваат и во главните градови на поранешните советски републики. Дваесет години боледувам од бело дробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла.
но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Тоа 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Kada se najmodernija tehnologija proizvodnje sjedini sa 60 godina iskustva i tradicije, nastaje istinski kvalitet. Za one koji koriste optimalno i one koji žele maksimalno. Nova motorna ulja Maxima i Optima iz rafinerije ulja Modrića. Nestro. Odigrajte pametno. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски подрашувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка, банка на вашето семејство. Говоревме за она што се случува во Соединетите Американски држави, за изборите. Сем Вакнин се обиде да објасни што е добро, што лошо, претежно лошо, ако републиканскиот кандидат, кој што не е класичен републиканец Трамп, не републиканскиот републиканец, би сакал професорката Додовска да ми каже сега последната изјава на Путин, одиме од Америка во Русија повторно, за каква тоа нова идеологија говори Путин за вонблоковски систем на безбедност, дали имајќи предвид ова што го говореше Вакнин дека моќта на Русија не е толкова колку што би требала да биде за да може да парира на Соединетите Американски држави, или па се обидува на тој начин да го деблокира се уште светот, бидејќи очигледно е намерата повторно на Соединетите Американски држави преку некои земји во Европа да воспостави една блокада, спротивно на она што Трамп се обидува да го направи. И историски професор, бидејќи сте експерт за историја, постојат дилеми на Балканот, особено во Македонија, за историското или христијанското пријателство на Македонија со Русија. И ми се чини време, без разлика дипломатски, што може би Македонија треба да игра лево или десно со Америка или со Русија, за да може геостратешки да обстои на оваа мапа. Колку навистина Русија има заслуги за добробитта на Македонија во историјата и колку може да има во иднина и каде е патот кој што реално Македонија би требало да го фати. Ако можете на овие ќе направиме компаративна анализа. Да почнам од првото прашање. Веќе господинот Вакнин ја објасни целата ситуација и тоа е, апсолутно така. Стратешкиот интерес на Русија се разбира по Втората светска војна. Во времето на Студената војна добро траеше еден известен период тој интереси за доминација на европско тло, но потоа се проектираше на Блискиот исток и во Азија. Таму подобро се укомпонираа, да речам, бидејќи, знаете, во суштина многу е поразлично кога сте представник на една огромна држава. Например, Русија ни самата не си ги знае своите државни граници. Тие од прилика знаат колкава е руската држава, но не е маркирана за секој поглед секаде. Тоа се огромни држави, исто и Кина. Тие си се наоѓаат себе си на тој филозофски, психолошки план, да речам. И таму секако дека никогаш не може да се развие докрај либерално општество, мислам тоа, либерално-демократско општество, тоа е нонсенс, дека на вистина докрај во вистинска смисла на зборот најприближно како она што успеа до некаде западно европските држави да го направат, таму е невозможно. Тоа е едниот момент. Отаму како добар КГБ-овец и како страшно, да речем, упорен човек, Путин
успеа да се наметне на руската политичка сцена и успеа да ги победи сите своји противници, токму користејќи го во прав момент дефазивниот однос, за потоа да излезе со пропаганда. И тоа користи добро пропагандата. Значи неговата политика е, значи практично провеува цело време неговиот начин на дури да речем како холивудски, знае да се представи, нели представува сите нови оружја, представува сите нови вештини, паради, секогаш со нешто, значи тоа е тој момент кој што на тој начин тој се обидува да допре блиску. Знаете како, тоа ме потсеќа како на еден стар виетнамски филм, кога виетнамките се обидуваат да бидат американки. И прават нели оние коси, значи ама сепак се виетнамки, така натаму. Значи тоа е така слично малку да се насмееме, да кажам. Тој момент се разбира во однос на југоисточна Европа, особено за Македонија, да нема илузии. Значи и секој кој што ќе застане на тој план да објаснува поинаку, или не знае или е руски играч. Значи нема трето објаснување. Русија била секогаш контра Македонија. Секогаш. И историски никогаш не ни помогнале. А ни одмогнале многу. Значи сега ходиме од времето и на преродба, и на борба за автономија, за своја држава. Про Булгарија, про Србија? Да. Секогаш биле. Значи апсолутно. Тие апсолутно не сакаат да прифатат дека воопшто постои, значи немаше тој историски фалсификат со македонскиот народ да се направи ако имаше барем една страна која што ќе беше по така да речем либерална. Русија, да. Па да, Русија не ја сака концепцијата на Македонија и никогаш не биле, значи пријатели на Македонија. Тие и во времето на поранешна Југославија, малку преска, нели за време на паузата за реклами дискутиравме, тие го силеа Милошевиќ и тие се стратешки партнери или поддржувачи. Постои таа љубовна врска помеѓу србите и русите, иако посилна е помеѓу србите и французите, ама тука има варијации на тема. Сепак, значи, кога дојде клучниот момент, кога НАТО ја бомбардираше Србија, Русија се врати назад. Не им пристапи на своите браќа, затоа што штетата ќе беше огромна, нели? Не би влегла повторно во војна како што на пример на времето влегуваше во 19 век. Еве за нашите гледачи интересен момент. Историски е докажано дека за време на Кримската војна од 854 до 856 година, кога царска Русија завојува со Отоманска империја, поради прашањето нели за тоа дали католичкиот или православниот Великден треба да се чествува во Ерусалим, тоа е причината поради која што се затепуваат практично таму монасите едни со други, а Русија тоа го доживува како повод да почне да реагира преку својот представник во портата и од таму почнува нели голема криза која што почнува со објавувањето на војна на царска Русија кон Отоманска империја. Тоа е првата војна во историјата каде што една христијанска земја завојува со муслиманска земја, а на страната на муслиманската земја застануваат две христијански земји, тоа се Англија и Франција. Значи, руската логика е дури необјасива. Рускиот концепт на функционирање во надворешна политичка смисла е оригинален и посебен. Но нивните начини на кои што тие ги гледаат нештата, значи и овие војувања, ова што се случува се и од втора половина на 19 век до денеска, во суштина има поголема димензија. Значи не се работи за спасување на српските браќа или не знам кои други браќа, словени, христијани, не знам што. Туку се работи за стратешки интереси. На времето беа стратешките интереси мореузите. Босфор, Дарданели, Солунски залив. И до ден денеска истата при топлите мориња. Значи геостратија злоупотребија практично и христијанската православна црква, и идеологијата на словенизмот и на нели што тоа и да значи, за да успеат себе си да се наметнат како одредени фактори на кои што треба да им се обраќаат народите тука или да имаат одредена интеракција, но во суштина позадината економска и е бескрупулозна и не е добронамерна. Во суштина, како велат, да не даде Господ Русија да те брани. Значи, секогаш ќе бидеш во дефанзива. Споредбено историски, па после ќе видиме зошто тоа се изместија тие чувства кај македонците кон русите, дали затоа што имаше во последно време агресивна американска политика или беше тоа добра пиар стратегија која на некој начин почна да ги врти секаде во светот луѓето против американците, па некако не фрли повторно пред гратките на симпатии кон Русија. Тоа е едно прашање. А второ е историски. Ајде да не гледаме сега. Ако направивме паралела Македонија и Русија во историјата, каква е улогата на Соединетите американски држави на Балканите и особено кон Македонија? Па,
индиферентна или повеќе пријателска, одошто непријателска, или повеќе пријателска, нивните интереси биле далеку од но далеку биле тоа што биле руските интереси. Далеку биле нивните интереси, но сепак декада по декада, значи кога се формираше втората Југославија предводена од маршалот Тито, секако дека проамериканските релации, врски многу влијаја на тоа Македонија или и таа бивша Југославија со нели во и Македонија заедно да бидат нели прифаќани како значи сосема нормална држава без разлика што нели имавме социјалистички систем на уредување. Знаете што, во однос на Русија и на тоа зошто нели се приклонуваме кон нив, тука има влијание и Втората светска војна, еве чествуваме денеска денот на нели борбата против фашизмот како и денот на Европа. Луѓето, посебно постарите генерации, кои што го носат тоа милје, во својата емоција го задржале тој начин на функционирање, на действување, на размислување. Исто така да не заборавиме, по граѓанската војна во Грција, огромна маса на млади деца беа раздвоени од своите родители, беа испратени во Русија и беа образувани таму. Голем дел од нив се вратија тука. Со духот. Со советскиот дух, да. Егејци, да. Значи, тие се вратија тука, јас познавам исклучителни луѓе, нели, повозрасни и така, кои што раскажуваат случаи со нивните контакти дури и со Сталин, начинот на кој што биле прифаќани, како биле селектирани, дека не биле дискриминирани. Например, на други места каде што биле праќани, приказките се малце поинакви. И тука се влече тоа традиционално и така натаму, секако влијанието, свесно или несвесно, е големо на верската припадност, на припадноста на православната црква, припадноста на блискоста на јазичното милје. Значи, сето тоа има некое влијание кое што нели прави, создава симпатии кон таа страна. Но реалноста е дека руската дипломатска машинерија не е заинтересирана сериозно, тоест не се задлабочува ниту навлегува бидејќи нема капацитет пред се да се истера до крај работата. Поддршката што ќе даде повеќе прави оган и штета отколку што го гаси пожарот. И трето, верувам во однос барем на тоа прашање дека секогаш треба да се погледне добро во историските читанки пред да се донесе одлука да се послуша или да се оди по тој пат, затоа што може многу длабоко да се нагази. Во однос на Америка, се извинувам ако премногу ви одземам просторот, Америка има различен пристап. Господинот Вакнин говореше за изолационистичкиот концепт на функционирање на американската надворешна политика, но таа е number one. Иако е веќе во зенитот и полека ќе почне да опаѓа во текот на 21. век, сепак истата е најдоминантна и најрелевантна. Во тој поглед, американците, навистина, во текот на изминативе декади, сериозно се трудеа да ја бидат пријатели на Македонија, тоа нас навеќе не интересира, и се обидоа да ни помогнат, се обидоа да влијаат на одредени процеси, со тоа што сепак и таму, и во тоа општество функционираат правилата на игра кои што важат за сите и секаде. А тоа е дека економските фактори и лобирањето, лобистите си ја вршат својата работа. Македонија реално нема добро лоби во Америка. Има поединци кои што представуваат, има добри намери, градиме некои пријателства таму, па ќе се најде некој што ќе каже не се тие луѓе примитивни или ги треба да им се даде поддршка или не знам што, но глобално сме разединати и немаме добра, да речам, представа за нас. Од друга страна, албанското лоби е многу мокно и многу доминантно. И повеќе од можеби 20 на години, американската надворешна политика која станува збор директно за Балканот и посебно значи за Западен Балкан, нели тој нов термин, албанците ги става на прво место. Значи, тука не станува збор за љубов, за убавина, за не знам какви права и не знам што, но фактот е дека албанското лоби добро си ја заврши работата. Станаа многу мокни, тие се многу обединети, финансираат, поддржуваат многу. Значи, се во активно и во кампањите на многу помалку на Трамп, но во кампањата на Клинтон се силно инволвирани, што говори за тоа дека нормално кој ти дава поддршка, кој те следи, кој соработува, тој ќе добија и фидбек. Пред да го продолжиме разговоров, предлагам да проследиме, бидејќи ќе се вратам на почетокот, беше, рековме дека ова е денот на победата над фашизмот, но и денот на Европа. И Могерини имаше денеска изјава со неколку значења, таа е кратка, да проследиме
таа рекламите, потоа се враќаме во студиото да продолжиме за улогата на Европа, бидејќи говоревме за улогата на САД и на Русија. Првпат во својата историја Европската Унија се соочува со екзистенцијална закана, изјави високата представничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност и подпредседателка на Европската комисија Федерика Могерини во видеозапис по повод Денот на Европа. Могерини додаде дека не станува збор за тероризам, ниту пак за миграциите, бидејќи ЕУ има средства да ја спречи радикализацијата и може да го совладе приливот на мигранти. Според Могерини, екзистенцијалните закани доаѓаат од внатрешноста на границите на Европската Унија. Нашата Унија е во опасност кога градиме ѕидови наместо да ги уриваме и кога се однесуваме како европејци на одредено време. Повикуваме помош кога ни е потребна, но не сме подготвени да помогнеме. Могерини порача дека на светот му е потребна силна Европа повеќе отколку кога било претходно. Луѓето ни светот со воодушевување и надеж гледаат во Европа. Ние сме првите донатори, првата дипломатска сила. Забораваме колку силни можеме да бидеме. Затоа ни треба Ден на Европа за да бидеме горди на тоа што сме го постигнале. Да сватиме дека европејците и оние кои не се европејци имаат потреба од Европа. Високата представничка на ЕУ го заврши обраќањето заклучувајќи дека е потребно лидерство, а не популизам, како и дека е време да се промени Унијата за да може да се спаси. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клучна рака. Дојдете во Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Еве го последниот дел од нашата дебата, во која разговараме со Иванка Додовска и Сен Бактин. Да, безмалку така. Но и тоа се случува, не мора секој да има различни мислења. Вактин, говоревме за Соединетите Американски држави, навистина говоревме и доста за Русија, мислам че ни повеќе за Русија од што за Америка. Почнаме со Европа, денеска Европа го одбележува својот ден. Дали е најнебитна, дали е најнемоќна воено, или економски, или геостратешки, но ние живееме во Европа и сакали или не, колку народот да се дели, дали е проамерикански или проруски, веројатно ние по природа на работите по дефолт припаѓаме на Европа таква каква што е и каква што историски не била многу расположена добро кон Македонија, не можам да кажам Балканот, бидејќи останатите поранешни југословенски републики имаат добри партнерства со некои од европските земји, Хрватска со Германија, Србија со Франција, Италија со Албанија и така натаму. Македонија немате спонзор. Немаме спонзор. Дали сега можеме генерално во Европа да гледаме спонзор визави Америка и Русија? Европската Унија страда од две состојби. Никој не знае што е Европа и второ, не постои Унија. Значи, освен овие два проблеми, све е во ред. Да започнеме со првиот проблем. Никој не знае што е Европска Унија. Дали е Турција дел од Европа? Зошто Турција е дел од Европа, а не е Русија? Зарем Русија не е дел од Европа? Доколку Русија е дел од Европа, тогаш што понатаму? Ако продолжиме понатаму дополнително до Казахстан, зошто земјите кои што се блиску до Русија, зошто христијаните
Дали е религиозна структура, дали е геополитичка структура, дали е историска структура, дали е структура заснована на земји или пак е поврзана со јазиците. Како може да се определи политичка супранација без да се определи кои се тие? Ниту една, немаме ниту еден основачки документ, освен да договорот од Рим, па се до договорот од Мастрихт. Овие два прашања стојуваат. Што е Европа и кој е во Европа? Како да се определи структура без да се знае кој природно припаѓа на неа? Се е во ред, однос на одговорот на ова прашање. Европа што е оние земји кои што ги делат сите вредности. Например, Израел, Мароко. И од секој одговор кој да го имаме, ќе биде песна на Евровизија, не? Да. Австралија, и Израел, дали и Австралија. Малта исто така се дел од Европа. И сега, например, Јапонија сака да стане дел од сето ова. Не знам дали слушнавте. Америка им понудиле на Јапонија да стана дел од НАТО. Значи, тоа е една нови. Дали е географска структура? Дали не е можно да се создаде, не е можно да се создаде ништо што би било одржливо долгорочно, без да има свој идентитет. Не можете да се дури би можеле и негативно да се дефинирате и да кажете европејци се оние кои што не се тоа и тоа. И тоа е во ред. Но да се нема никаква дефиниција, тогаш не е во ред. Создава сериозен проблем и не само политички, туку економски проблем. Не мислам географски, него како Европска унија како. Вие имате одговори, јас имам одговор, ние тројца сме овде присутни, имаме три различни одговори. Доколку почнеме да разговараме што е Европа, за прв пат во оваа дебата нема да се согласиме. И е проблем. Број 2, постои прашање во однос на Унијата, Европската Унија. Значи, Европска Унија. Унија во која насока? Економска, во однос на царина, економско-монетарна, економско-монетарна и политичка. Значи, например, може да видиме дека некои земји, како што е, например, Британија и земји како Германија, имаат сосема различна визија во однос на она што треба да биде Унија. Германија смета дека треба да политичка структура, конфедерализација, обединети држави на Европа. Според Британија, само за трговија и слободно движење на производите. Значи, овие основни, овие клучни земји се разликуваат и Британија сака да ја напушти. Исто такова не е филозофирање што го кажувам, затоа што доколку само сте економска унија, тогаш Грција би требало да излезе. Доколку сте економска и монетарна унија, тогаш Грција нема да излезе, ка има сериозни проблеми. Доколку сте и политичка унија истовремено, телата како Украина, Русија, Турција никогаш нема да бидат членови. Значи, ова не е филозофска дебата во однос на ставовите. Ова е практична и прагматска дефиниција кој е кој, што се прави, кому, каде и како. Европската унија е создадена со намера, доколку се прочита разговорот помеѓу основачите во 50-тите години, че создадена е со цел за да се со цел да биде нејасна, да нема јасна структура, некаден горе во облаци. Лебди, во облаци. Ајде да не се да не ја појаснуваме. Доколку навистина имале цел да ја дефинираат, тогаш би ја појасниле. Кога се обидуваме ние да ја дефинираме границите, културата, односите, бели, црни и религии, тогаш создава проблем. Ајде подобро да не ја дефинираме, нека остане така. И тоа е добро затоа што кога започнале иницијалните разговори, но не и за денес. Ова е проблем кој што денес е присутен. Проблем број 2 кој што е присутен е заради тоа што не постои дефиниција, исто така има нејасноти во однос на структурата на земјите, затоа што постои нејасноти во однос на земјите и религиите, имаме сериозен проблем и со исламот. Значи, сега зборуваме за неприклонување, не создавање на сојузништво во однос на глобалните антитерористички активности. Нема таков
тероризам. Тоа е масивен тероризам, не постои таков. Во Кина муслимани, во Таџикистан муслимани, во Русија, во Израел, во Америка муслимани. Значи има само еден вид на муслимани. А муслимански тероризам. Тероризмот не е политичко движење, не е идеолошко движење, туку е религиозно движење и е религиозна војна. И сега Европа ниту размислува за себе како Европа, но континентот е вклучен во религиозна војна против исламот во 7 наврати. Крусадните и се до инвазијата, нападот, скоро и нападот во Виена. Значи, имаме искуство во борбата со исламот. Пред тоа се викаше Отоманска империја, секогаш името се менува. Но имаме многу искуство со борбата против исламот. Што значи тоа да не се создаваат сојузи? Значи глупост, е целосна глупост. Не може да веруваме на практичните ситуации. Единствено што може да се направи е да се седне и да се одлучи. Кои сме ние? Добро, благодарам. Додеска на крај сме завршуваме. Многу кратко, Македонија сепак ќе остане во Европа и политички сака да биде дел од Европската унија. Дали сме на добар пат? Дали проблемите што самата Европа ги има и Македонија, политички и економски, бегалската криза, нудат можност наскоро ние, или наскоро е релативна работа да станеме, дали е тоа нашата судбина и опција? Па јас сум вечен оптимист и идеалист. И тоа ми попречува, бидејќи е многу лесно кога работите со студенти, кога пишувате академски трудови, да бидете во таква позиција, ви дава комоција едноставно тој простор. Но кога станува збор за реални прогнози, тогаш морам со жалење да кажам дека тука сум многу песимист, голем, бидејќи не гледам начин како ќе излеземе од сето ова. Ако ја погледнавте денешната изјава на грчкиот претседател за дигањето на зидови и за бариери кон Македонија, тоа ни кажува до каде сме стигнале и практично сите тие, јас морам да кажам дека изјавата ја оценувам крајно негативно, изборува за фашизоидниот карактер на грчкото општество, за жал. Таму има многу пријатели, но нивната политика е таква каква што е. И тоа само ми остава простор дека без разлика колку добра дипломатска активност ќе направите, она што го направи претседателот Иванов, значи во однос на мигрантската криза, колку ја заштити Македонија, колку го заштити регионот и колку помогна на Европската унија со нашите слаби капацитети да излеземе некако на крај, да не добие своја ескалација или да не влегнеме во некои црни сценарија кои што доаѓаат со овие исламски движења од радикалните групи од Блискиот Исток, да дадете денеска една таква изјава, тоа значи дека или значи грчкиот врв, државен врв не чита дневни весници или не сака да погледне вистината во очи. Тоа е еден параметар бидејќи е наш проблем. И Могерини изрази критика кон европското однесување, бидејќи не сите во Европа се однесуваат европски. И останува да се надеваме да бидејќи сами веројатно не можеме да обстоиме политички како и сите останати земји. Знаете како, господине Љубиша, јас имам едно мислење, би сакала да го кажам само една реченица. Ние мора да сватиме дека внатрешното неединство во Македонија, внатре, значи помеѓу граѓаните, и упорниот, значи вазален однос кој што го имаме спрема политичките елити не доведе во оваа состојба да бидеме уште поранливи. Се додека македонските граѓани не почнат повеќе да веруваат во себе и се додека политичките елити не сватат дека постојат заради граѓаните, а не обратно, се до тогаш ќе бидеме ранливи и од внатре и од надвор. Ќе почекаме подолго. Во секој случај ви благодарам што бевте гостин во дебатата на Националното студио, во не дебатата на ТВ Нова. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на ТВ Нова.